10 години по своето создавање, Македонската револуционерна организација успеа да прерасне во сила која крена во стание со кое Македонија се издели од соседните држави на Балканот. Востанието действувало како морален удар на османлиската власт, а морален потик на македонскиот народ. Илинденското востание и со својот неуспех представува еден мегник во настапите на македонската и политичка, и социјална, и културолошка димензија, затоа што, како што вели Кочо Рацин, со Илинденската епопеја, македонскиот народ дури и си воспостави свој календар, па има запишување во однос на оние кажување на современиците на востанието, дека простите луѓе се изразувале: моето дете е родено пред востанието, или моето дете е родено после востанието. Иако моралот кај населението пораснал по Илинденското востание, сепак на политички план ситуацијата се влошила. Османлиите ја зголемиле агресивноста кон македонското ослободително дело и завзеле курс кон договор за поделба на Македонија. Оваа поделба ги интересирала и соседите од Балканот. Ниту една од трите балкански држави всушност искрено не ја посакувала автономијата на Македонија, бидејќи автономијата на Македонија во исто време значела крај на нивните големо државни и национални интереси, односно нивните интереси за ширење на нивните територии во однос на Македонија. Србија, Бугарија и Грција праќаат чети за засилување на црковните пропаганди во Македонија и со тоа создаваат неред кај нејзиното христијанско население. Кој е главниот непријател сега на македонските револуционери? Дали е тоа османлиската војска? Дали е тоа османлиската власт? Дали се тоа присутните паравојни чети кои доаѓаат од Грција, од Србија, од Бугарија? Тие се конкретно паравојни чети кои што треба да бидат на припомош на тековната културна и духовна пропаганда која што ја водат тие држави. Тие гледаат дека не можат преку црковниот живот, кој што е во доминантна сфера на нивните цркви, патриаршијата и екзархијата, дека не може да се постигне успехот населението во Македонија да се приклони кон една од страните. Сепак има една некоја нишка македонска која што обстоила, или како што самото Сдружение на студентите една декада порано се именуваше како Лоза. Вижда што некако се издвојува таа македонска нишка, но е присутна. Така што вистинскиот непријател веќе од 904-905 година на македонската линија, на македонското застапување за независност, за верба во своите сили, веќе тоа се паравојните чети кои што се многу амбициозни и многу агресивни, посебно андартските чети, кои што се директно финансирани од Атина, значи од грчката влада, иако тие чети имаат и други фондови на финансирање, посебно луѓе од грчкото елитно друштво кои што имаат огромни финансии кои што даваат на тие чети да бидат присутни во Македонија и колку што може посурови. Истото се случува и со српската пропагандна активност, односно влегувањето на четите, кои што исто така, иако можеби подоцна се вклучуваат, меѓутоа ефектот на тие чети е истиот. Да не зборуваме за веќе врховистичките чети, кои што своето идејно потекло го водат од Врховниот комитет на Македонија, кој што се наоѓа во Софија, кој што по својата идеолошка матрица веќе е многу поразличен во однос на македонската револуционерна организација. Таа беше за самостојна борба, која што ќе се изведува во Македонија, во домашни услови, да не се очекува никаква помош од надвор, додека Врховниот комитет
едноставно беше на страната дека тоа треба да биде бугарскиот кнез, бугарската влада, бугарската политичка елита, веќе доаѓа до навистина големо спротивставување на овие две идејни теченија. Во текот на 1904 година и 1905 година, членовите на организацијата се состанувале повеќе пати со цел да најдат одговори на новонастанатите прашања. Во Солунскиот округ, најважниот конгрес е одржан од 10 до 12 август 1905 година, чишто записник е сочуван до ден денес. Еден од позначајните конгреси на Солунскиот округ на револуционерната организација, на кој што биле донесени неколку интересни одлуки и значајни одлуки за идното функционирање на револуционерното движење од овој округ и на кој што јасно биле поставени основите дека револуционерната организација мора да се држи до принципот на самостојност во нејзиното делување, односно да биде јасно дефинирана како посебна организација во која што нема да навлегуваат влијанието на ниту една од надворешните пропаганди, значи ниту српската, ниту грчката, ниту бугарската врховистичка пропаганда. И исто така јасно истакнале на тој Солунски окружен конгрес било јасно истакнато дека интересите на македонскиот народ и на македонското население не треба да се врзуваат со интересите на ниту една од соседните влади. Тоа е така еден доста значаен документ во кој што се потенцира, посебно се потенцира по посебноста на македонскиот народ во однос на останатите народи и останатите држави во соседството. На овој конгрес исто така е значајно што токму Аргир Манасиев бил избран како еден од делегатите од Солунскиот конгрес за општиот конгрес на револуционерната организација кој што требало да се одржи во Рилскиот манастир. Протоколот од овој конгрес бил разгледан од Хусейн Хилми Паша, кој бил генерален инспектор на трите румелиски вилаети. Тој бил воодушевен од изложените мисли и начела и бил изненаден што меѓу селските учители се наоѓале луѓе со здрави мисли. Овој Рилски конгрес е еден од најзначајните конгреси на револуционерната организација по Илинденското востание. Тој се одвива во услови на голема на поделба внатре во рамките на организацијата, на една поделеност меѓу револуционерните дејци водачи на организацијата како резултат на последиците од Илинденското востание, на неуспехот на востанието. И една од главните цели на овој конгрес било да дојде до помирување меѓу различните групи и фракции кои што се формирале во револуционерното движење во тој период и да се издействуваат нови форми, нови начини на идната револуционерна борба и на идната активност на самата организација. И како што било и очекувано и карактеристично, на конгресот дошло до различни дебати, до различни погледи во однос на тоа како треба, во кој правец треба да се одвива македонската револуционерно движење. Едната група предводена од Христо Татарчев и Христо Матов ја застапувала тезата дека организацијата треба да остане централизирана, онака како што делувала и претходно, со тоа што треба да се извлечат поуки од грешките од минатото. Меѓутоа оваа група како конзервативна група клонела кон Бугарија, односно тука веќе се појавиле идеите дека всушност треба да се бара помош и поддршка од Бугарија во револуционерното движење. Наспроти неа се појавила друга група, групата околу Ѓорче Петров и околу Пере Тошев, која што застапувала диаметрално спротивни ставови и која што тврдела дека македонското револуционерно движење треба да се демократизира, да се децентрализира, да има некој вид демократски форми на избор на водачите, на раководителите на организацијата, а во исто време треба да се по секоја цена да се зачува самостојниот карактер на организацијата, односно без да не се очекува без мешање од страна на големите сили. И третата опција која што била како умерена опција помеѓу две овие крајности, тоа е опцијата која што ја застапувал Даме Груев. И таа е опција која што е прифатил и Аргир Манасиев, која што е поддржал во тие преговори. А тоа е дека револуционерната организација треба да остане централизирана, централно формирана, треба да се централно организирана
на централистички принцип како што било и досега. Треба да се бараат во исто време нови форми и методи на борба, но и да се почитува она претходно создадена структура на организацијата. И исто така инсистирале, значи, на посебноста на македонското револуционерно движење, самостојноста на движењето, меѓутоа се дозволувало на некој начин и поддршка и помоши од доколку сета таа е добронамерена и во функција на целите и на интересите на организацијата, на автономијата на Македонија, да може да се дозволи помош и поддршка од соседните земји. Името на револуционерната организација, на Македонската револуционерна организација од ЦМОРО, тајна Македоно-Одринска револуционерна организација, се преименува во ВМОРО, внатрешно Македонско револуционерна организација, се со цел да се каже дека движењето потекнува и треба да остане внатре во Македонија, без да има можност некој да наложи сила од надвор, пред се мислејќи на Врховниот комитет. При собирите, голем дел од револуционерите се враќаат во Македонија да дејствуваат во однос на договорените цели. Во Солунскиот округ забележена е дејноста на повеќе поранешни војводи. Апостол Петков е една од најинтересните личности во македонското револуционерно движење, особено по илинденскиот период. Многу ми напишувале за него. Најголемиот дел странски дописници, меѓутоа бил познат и меѓу народот, значи на северот Солун, во таа Енидже-Вардарска територија. Народ му го дал и надимакот, го нарекол уште Енидже-Вардарско сонце. Неговата популарност била толкава што при патувањата низ Македонија, еден американски дописник за Daily News, Алберт Сониксен, бил толку воодушевен од неговата природа, од самиот не физикус, туку од самиот темперамент, од самата појава на апостол Петков, што го нарекол и македонскиот Робин Худ. Апостол Петков е познат по својата борба како против врховистичките чети кои што биле уфрлани од Врховниот македонски комитет од Софија во Македонија, така и против андарските чети. Особено биле податливи тие негови акции, чудни биле при изведувањето, бидејќи покрај главните патишта, главните крстопати, честопати знал да постави некаква јамка, беселка, што требало да предпостави дека секоја од нив е наменета за некој грчки андарт, кој што тоа го заслужил со своите злосрста врз народот, и една таква случка е и запишана во аналите кога еден од андартите бил обесен во близината на селото Владово. Покрај бесилките, апостол никогаш не заборавал да остави писмена белешка на која стоел неговиот војводски печат и со која ги објаснувал причините за убиството. Апостол иницирал создавање на нова база на револуционерите од Боимија. Таа била изградена на блатото околу Енидже-Вардарското езеро и се состоела од неколку наколни колиби. Првата била претворена во болница. Во неа веднаш биле сместени 6 повредени. Втората, наречена Корчувка, била поголема и со стаклени прозорци. Во неа се готвела храна и се одгледувале животни. Тука бил сместен и штабот на апостол Петков. Набргу голем дел од езерото бил прекриен со колиби. Тоа било една пространна површина, всушност било мочуриште, со трски и со сите елементи на едно мочурливо место, меѓутоа била голема површина, која што денес е исушена, денес не постои.
Меѓутоа, македонските револуционери, особено во периодот после Илинденското востание, сватиле дека можат многу добро да го користат како база за своите акции, како засолниште од нападите на османлиските власти. Во исто време тоа е период кога имаме засилена активност на грчките андартски чети, кои што по Илинденското востание ги засилиле своите активности во Македонија и директно влегувале во борба со македонските со четите на ВМРО, на револуционерната организација, но и го малтретирале и го злоставувале македонското словенско население. Напливот од грчки чети не и наштетил на дејноста на базата. Револуционерите успешно ги обновувале колибите, а до нив се движеле со примитивни чунови кои собирале најмногу тројца. Исто така блатото се користеле и било користено како една многу добра база во која што апостол Петков пример голем број делегации во кои што се одвиле разговори за околу македонското прашање, околу револуционерната борба и така натаму. Така да често е посведочено дека во блатото присуствувале на гости кај апостол биле еден Даме Груев, еден Борис Сарафов, Христо Чернопеев и Ѓорче Петров исто така и голем број други видни македонски војводи, водачи на револуционерното движење кои што доаѓале тука, разговарале со апостол и на некој начин ги организирале идните активности форми во македонското револуционерно движење. Од овие дипломатски преговори зачувано е денес едно писмо до грчките власти во кое апостол вели дека македонското прашање може да е решено единствено со автономно уредување. На 1 март бликнала битка на повеќе места низ Македонија. При тоа се расширила веста дека апостол Петков починал во борба. Апостол Петков му испраќа, кога веќе закрепнал малку од својата база во блатото, му испраќа писмо до Валијата, кое што е потпишано и печатирано со неговиот печат, во кое што го информира дека е здрав и жив и дека ја продолжува својата борба. И тоа било една така интересна случка што Валијата веднаш се активирал се тоа писмо да не биде јавно објавено, да не биде достапно до поголемата во јавноста. И исто така им наредил на неговите подчинети да одат кај неговата сопруга и преку неа да го убедат да се предаде и да се пацифицира. Таа да проба да го убеде да се пацифицира. Односно, му нуделе да заминат во странство, каде што ќе му дадат богата пензија и многу добри, поволни услови за живот, само доколку дозволи да остане да биде третиран дека е мртов. Бидејќи на тој начин всушност Валијата, тоа било срам за Валијата и за османлиските власти, тие да даваат награди и признание и медали на војниците кои што биле ангажирани да го убијат апостол Петков, и да тврдат дека е убиен, а тој всушност останува жив. Апостол ја одбил паричната понуда да се пасивизира. Тој продолжил да го штити населението и во 1905 година издал наредба со која им забранил на албанските бегови од овој крај да ги користат селските пасишта за своите стада. Тој барал тие пасишта да ги користат единствено македонските селани. Тие албански банди и грчките андартски чети, па и редовната османлиска војска или паравојните формации во најголем дел го напаѓале селското население. И на селското население му била потребна заштита, која што апостол Петков со своите активности со дејствата му ја пружил. На тој начин ја добил својата поддршка, бидејќи самото население всушност тој потекнувал од тој регион, од тој крај. Самото население го сметало за свој, за дел од себе си, за свој заштитник. И тука се должи неговото прегорно однесување, неговото одбивање да се предаде, одбивањето да се покори, одбивањето да се пацифизира, во сето тоа и доследното бранење на интересите на селското население, неговата заштита го правеле во очите на селското население како еден водач, како еден херој. Апостол бил мета како на османлиските, така
и на андартските војници. Во периодот од 1905 до 1907 година тој бил под постојан притисок да го напушти Енидже Вардарско. Но веќе во 1908 година навидум се појавува нова надеж, која што ќе го врати апостол назад на теренот, младотурската револуција. Односот на македонските револуционери кон младотурското движење е двоен. Од една страна имаме дел од револуционерното движење, од револуционерните дејци, кои што со симпатии гледале на младотурското револуционерно движење. Тоа е она така наречена левица во македонското движење, предводена од Јане Сандански, која што верувало дека победата на младотурците и реформацијата на империјата на тој начин дека може да дојде до создавање на една автономна Македонија внатре во рамките на Османлиската империја со тие предвидени реформи кои што се планирале и верувале дека тоа е единствениот спас за Македонија да остане цела, да остане како единствена територија, бидејќи другата алтернатива на Македонија за жал била поделбата на Македонија помеѓу балканските земји. И Јане Сандански и еден голем дел од македонските представниците на левицата на македонското движење затоа и се придружиле на младотурското движење и ги прифатиле на почетокот целите идеите на движењето. Меѓутоа подоцна сватиле дека всушност и младотурското движење дека не ги задоволува барањата на македонските револуционери и борци, дека и самите младотурци всушност биле османлиски националисти, некој вид, бидејќи нивната цел била стабилизација и зацврстување на империјата, за која што верувала дека е ослабена и дека ќе може да се растури и ќе се подели. Затоа целта на младотурците биле да ја стабилизираат, да ја зацврстат и да ја реформираат империјата по примерот на западноевропските земји со цел да таа да не се распадне, а не да им дадат на македонците автономија. Бидејќи на тој начин гледаме дека жалбата на македонците за автономија се коси со жалбата на младотурскиот режим за зацврстување за една цврста унитарна империја, држава по примерот на западноевропските земји. И во тој поглед тука веќе кога тоа го сватиле повеќето од македонските револуционери ја откажале послушност, значи се разочарале од младотурскиот режим и тоа од младотурското движење. Еден од тие личности бил и апостол Петков, кој што со амнестијата, која што била прогласена во 1908 по победата на младотурската револуција, била прогласена амнестија на сите илегални дејци, политички затвореници, и на тој начин всушност било возможно на сите македонски борци револуционери да се легализираат, легално да действуваат преку политички партии или на друг начин, нормално ако претходно го положат оружјето. Покрај Јане Сандански и апостол Петков бил еден од тие кои што се легализирале во време на младотурската револуција, меѓутоа и тој, како што кажав, како што поминувало времето, се разочарал од младотурскиот режим, од новата состојба во Македонија, која што настанала по младотурската револуција, која што во некои сегменти била дури и полоша отколку во претходниот период. И на крајот во еден период заминува во Бугарија, меѓутоа потоа повторно за кратко време повторно се враќа во Македонија со цел повторно да создаде своја чета, да се вооружи и да ја продолжи борбата за слободна Македонија. Меѓутоа веднаш кратко време по враќањето во 1911 година загинува во Енидже Вардарско во една битка. Во 1904 година забележливо е влијанието на врховизмот во организацијата. Многу од незините членови одлучиле да се приклонат кон бугарските идеали. Таков е случајот со Иванчо Карасулски, а и со Аргир Манасиев, кој иако бил пратен во Гевгелискиот крај да се бори против врховизмот, набргу и самиот навлегол во неговите редови. Изразува една своја политичка активност многу помалку вооружена, со оглед дека забележува дека неговата, да речем, за момент проврховистичка определба представува проблем и можеби не наоѓа негова идејна определба внатре во себе,
така што тој на напати се случува да го напушта теренот од Солунскиот револуционерен округ, па да заминува во кнежеството. По заминувањето на Аргир, во Гевгелиско со мали чети останале Иван Чочков Тодорчев, Делјо Калчев и Леонид Јанков, неговата десна рака и главен советник. Дејноста на овие чети главно била насочена кон спротивставување на андартите. Со цел да ја зајакнат својата моќ, тие почнале да произведуваат бомби од шишиња наполнети со динамит или барути зајакнати со јажиња. За посилно дејство внатре ставале клинци. Средбата на Михаил Николов и на Сава Михајлов со четничката организација, представниците на четничката организација во Врање и со представниците на српската влада била средба која што била одвластена од страна на задграничното представништво и конкретно од страна на Димитар Стефанов како еден од членовите на тоа задгранично представништво. Меѓутоа и во тие преговори српските власти, представниците на српската власт наводно искажале нивната подготвеност да ја прифатат автономијата на Македонија, да ги прифатат целите и задачите на револуционерната организација. Меѓутоа под услов доколку таа автономија не значи дека во идно време Македонија би можела да се приклучи кон Бугарија. Меѓутоа интересно е дека во сите овие преговори всушност српската влада играла двојна игра. Нејзината цел била всушност да искористи мрежата на револуционерната организација за преку неја да ги инфилтрира своите чети во Македонија и да ја засили својата вооружена кампања, вооружена пропаганда во Македонија. Една од целите на српската, всушност главната цел на српските власти во овој период е преку инфилтрирање на овие чети да создадат сфери на влијание во Македонија, односно да определат една територија од Македонија, тоа се повеќе северните делови на Македонија, блиски до српската граница, до српската територија, кои што потоа ќе се представат дека тоа е всушност српски дел, тоа е српска сфера на интерес, и на тој начин да ја подобрат српската положба при воидните преговори, при идните решавањето на статусот на Македонија. На 30 август 1905 година, османлиските контролори за нелегално продавање на тутун колоџии откриле шифрирано писмо од градското раководство до Леонид, со кое му се сигнализирало дека е тргната потера против него. Штом го дешифрирале писмото, османлиската власт собрала, според легендата, 3000 луѓе и го опколиле просторот околу селото Ѓавато. Се случува обкружување на местноста каде што се наоѓале Леонид со двајцата своји придружници и можеби ќе се спаселе, меѓутоа, како што биле заскриени во своето скривалиште, тоа било една бујна, да речам, шума од капини. Меѓутоа, османлиските војници кои што сакале да се повлечат, наишле на смокви и дел од нив сакале да наберат за смоквите. А пак Леонид пак сакал да дојде до нивното оружје и се обидел да некако да се справи во таа ситуација, меѓутоа се слушнало веќе пукање на оружје. Османлиската војска забележала дека ова пукање не е звукот на нивното оружје. Веќе бил детектиран дека Леонид е на просторот и навистина битката траела поприлично долго. На почетокот неговите двајца придружници загинуваат, меѓутоа Леонид се обидел да бука од различни места на просторот каде што се наоѓа, за да се добие впечаток дека многу повеќе ги има отколку што е фактичката состојба. Веќе на крајот муницијата се потрошила. Навистина останале двата куршуми. Сега покажувањето, понародното кажување, во едното кажување се случува Леонид да го рани јузбашијата, односно предводникот на османлиската војска, а според другото кажување дека го убил, а другиот куршум навистина го испукал во себе си, директно во десниот дел на вилицата, така што веднаш бил усмртен. Знаете, клетвата кој што еден револуционер ја дава пред Евангелието, ножот и пиштолот, било никако жив да не се предаде. И навистина тоа е завет кој што Леонид до крај го исполнува.
Тој ден сите камбани во Гевгелија биеле и градот татнел од нивниот звук. Повеќе од 3000 луѓе се собрале да го погребаат во дворот на црквата Свети Спас. Постои директен наследник на Леонид Јанков, тој е писателот Румен Леонидов, кој што живее во Софија. Фактички неговото семејство по Балканските војни се иселува од Манџуково, бидејќи Манџуково не е дел веќе од територијата на Македонија и барајќи некоја сигурност и спас, семејството се иселило во Бугарија. Синот на Костадин, оној постариот син на Леонид, имал исто така син кој што се нарекува Александар, а пак Румен Леонидов е син на Александар и ете има убави спомени и кажувања за својот прадедо Румен. Она е интересно што кај него во неговите искажувања најдовме еден податок дека песната која што е напишана Трба трби Гевгелиско, дека навистина е прекрасна изведбата од страна на Васка Илиева. Меѓутоа, кога бил на теренот во Гевгелија и кога истражувал за овој настан, постарите гевгеличани го однеле кај некој постар човек кој што свирел на мандолини и ја испеал песната многу потраорно, многу побавно. Трба трби Гевгелија, сите турци надавија, сите турци надавија, од јунака Леонида, цар испратил до три војски се тирански. Ангел Динев, хроничарот на Илинденската епопеја, тврди дека голема вина за откривањето на Сава Михалов имало Гевгелиското раководно тело и местниот комитет на селото Стојаково. Тие, иако биле информирани за доаѓањето на Савовата и апостоловата чета, не презеле доволно предпазливи мерки за безбедно поминување на споменатите чети низ Гевгелиско. Војводите и четниците заминале со изморените коњи и куририте од селото Ѓавато кон селото Смол. Кога се приближиле до селото Мачуково, биле насетени од овчарските кучиња и сопствениците на стадата. Се претпоставува дека тие ја известиле власта за движењето на тие чети. И Сава Михајлов, слично како и Аргир Манасиев, бил образован човек. Некои од повторно ќе се навратам на неговите современици, го пишуваат како аристократски тип на човек, горд. По Илинденското востание, на организацијата и се потребни сојузници кои што ќе го потпомогнат ослободителното движење. Еден од потенцијалните сојузници била Србија. Сава Михајлов, истакнат дипломат, бил испратен на преговори во Врање. Сава Михајлов ја разбрал намерата на српските власти и ги прекинал преговорите. На враќање во Македонија создал чета од 20 млади луѓе, учители и студенти. Секретар на четата бил Петруш Каркалашев, а нејзината работа била помогната од Јане Сандански. Кон крајот на февруари 1905 година, четата на Сава Михајлов се сретнала со онаа на Апостол Петков во близина на селото Ѓавато и заедно се спуштиле кон југ. Но оттука османлиската војска им ја фатила трагата. На 1 март 1903 година, кога четите на Апостол Петков и на Сава Михајлов доаѓаат во судир со бројниот турски аскер. При тоа информациите се дека биле предадени од страна на арнаутски овчари, кои што неколку дена ги следеле и потоа ги пределе на османлиските власти. Властите дури пратиле од Солун железничка композиција со која што ја пренесувале војската, која што требало да се справи со овие чети. При што војската во битката користела покрај пешадија, коњанице и артилерија. И тоа е една од најзначајните, една од најтешките битки која што се води веднаш по Илинденското востание, во годините по Илинденското востание. И во таа битка загинуваат 40 македонски четници, меѓу кои што бил и Сава Михајлов. Околу смртта на Сава Михајлов имаа одредена мистерија.
На неговото тело не е пронајдена рана од куршум, ниту пак било каква друга трага од насилство. Се предпоставува дека тој одлучил да испие отров, за да не падне жив во рацете на османлиите. Токму како што налага револуционерната заклетва. По смртта на Сава Михајлов, во блатото на Апостол дошол Лука Иванов во придружба на новинарот Алберт Сонингсен. Апостол и Лука со здружени сили се бореле против андартите. Провоцирани од нападите врз обичните селани од Света Марина и Голо село, од страна на грчкиот капетан Костас Агритас, војводите го опожариле селото Ниси, кое било база на андартските чети. Како последица, турците ја зголемиле агресивноста и војводите морале да го напуштат ѓолот. Лука со Сонингсен заминале во Воденско. Таму заедно со Тодорчето дејствувале против врховистичките чети на Кожув, кои заплашени од дејноста на македонските револуционери, одлучиле да ги ликвидираат Лука Иванов и Пешо Самарџиев, кој бил сметан за голем непријател на Врховниот комитет. За Пешо Самарџиев може да се каже дека бил еден од најистакнатите македонски револуционери во Тиквешијата, кој што им се спротивил на врховистичките чети и по неговата смрт, по неговото загинување, откако разбрале дека значи е тој мртов, неговите противници, врховисти, силно истакнувале пароли, се веселе, значи биле восхитени од неговата погибија. До толку одела таа меѓусебна образа помеѓу самите македонски револуционери поделени на врховисти и централисти. Значи, самите да се убиваат и самите да се радуваат на меѓусебните убивања и загинувања и меѓусебната смрт. Група врховистички четници го следела движењето на Пешо Самарџиев. На 21 јуни 1906 година притаената чета го начекала војводата Самарџиев во заседа во местноста Преслапот. Со првиот истрел војводата бил убиен. Убиството оставило впечаток на тага и потиштеност сред народот. Врховистите во Софија ликувале. Бил убиен виден деец на ВМРО, верен на Делчевиот завет за независна Македонија. Четата на Лука Иванов била набрзо предадена пред андартските власти, а на 25 август 1906 година кај селото Мегленско тој бил нападнат. Иако четниците на Лука успеале да го убијат грчкиот водач Гарефис, војводата бил тешко повреден и набрзо починал. Со смртта на овие војводи, народот ги загубил своите најголеми заштитници. За војводите Сава Михалов, Леонид Јанков, Пешо Самарџиев, Лука Иванов, Апостол Петков, животот немал никаква друга смисла, освен жртвување за другите, за народот, за неговите поубави дни. Таквите луѓе, смртта само ги префрла врз потрајните траси на траењето.